Македонските земјоделци во целата држава се соочуваат со големи проблеми во наводнувањето на земјоделските површини, поради што од ресорното министерство и од владата треба да излезат на терен и да им помогнат, истакна членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Цветан Трипуновски при неговата посета на општина Чешиново Облешево. Според него најчувствителен е недостигот на вода за наводнување во Кочанско, каде вегетацијата на оризот е во напредна фаза, а за што го обвини раководството на водостопанското предпријатие. Од она што можев да го видам на лице место и во разговор со земјоделците, дека оризовите полиња се суви, односно вода, доток на вода во оризовите полиња нема. Во моментов водата е најпотребна за раст и развој на оризовите полиња, и дека оваа ситуација ќе значи драстично намалување на приносот и една катастрофална ситуација со оризопроизводството. Ние како партија, јас неколку пати изминатиот период укажував на проблемите со кои што се соочуваат македонските земјоделци со делот на водоснабдувањето. Потенциравме дека АД водостопанство е со блокирана сметка. Вработените немаат земено повеќе од 2 месеци плата, а од денеска мислам дека немаат ни здравствено осигурување. Укажав дека раководството на АД водостопанство со одобрение на Зоран Заев и ресорниот министер зима енормно високи плати на сметка на македонскиот земјоделец. Додека земјоделците молат и плачат за вода, власта, Зоран Заев и ресорниот министер се тотално глуви на нивните барања. Дополнително Трипуновски потсети и на се уште нереализираната подршка за оризопроизводителите за предадените количини арпа од минатогодишната реколта. Земјоделците од Кочанскиот регион во предизбориот им вети дополнителни 5 денари по килограм предадена оризова арпа. Денеска сме 2 јули. Од тие пари нема ниту трак, ниту глас. Повеќе очигледно дека македонските земјоделци се на дното на ранг листата на Зоран Заев. Ветува живот, ветува субвенции повисоки, ветува за гарантиран откуп и повисоки откупни цени, од тоа денеска нема ништо. На средбата со земјоделците во Чешиново Облешево Трипуновски потсети и на нереализираниот проект за зелената нафта што беше ветуван за првите 100 дена од доаѓањето на власт на сегашната политичка гарнитура. Според него, ако ваквата состојба во земјоделството продолжи, епилогот ќе биде повеќе од катастрофален.